Добро и вечер, драги гледачи, еве на уште една емисија на Авантуризам. Мој вечерашен гостин е, морам да кажам прво интересно, го најдов на Facebook, не се знаеме, и она што ме привлече за да го викнам како гостин е неговото шетање по Македонија со многу фотографии, со многу привози околу тоа и едноставно сметав дека треба да го викнам да направиме еден таков разговор. Марко Џамбазовски, кажи ми нешто првично повеќе за тебе, да те запознаат гледачите. Добро вечер. Прво да се заблагодарам за поканата. Драго ми е што и кај нас постои една ваква емисија за туризам и општо што не сум приметил до сега дали постои друга ваква емисија која обработува ваква тематика, мислам дека не. И наистина ми е драго што постои кај нас тоа. Инаку, јас сум Марко Џамбазовски, дипломиран филмски и ТВ монтажер. Браво. Тоа и го работам моментално и паралелно се занимавам и со повеќе гранки на уметноста, можам да речам, со музика, театар, филм, фотографија, но паралелно се занимавам и со патување низ Македонија. Претежно, тоа ми е еден вид на пасија и ете имаме можност денес малку повеќе да разговараме за тоа. Кажи ми како дојде до тоа да почнеш да ја истражуваш и посетуваш Македонија? Јас мислам дека целиот мој живот сум имал таква некоја желба да патувам низ Македонија. Мислам дека тоа потекнува уште од кога сум бил мал. Моите родители ме носеле на одмори низ Македонија, на прошетки, па моите баба и дедо на викендицата кај нас ме шетале по реката, по ридовите и некако ми се створила таа желба за истражување. Меѓутоа, патување кое што е почесто, веројатно почна пред некои, не знам, 7-8 години можеби. Тогаш имав еден момент кога патував низ Европа, имав Интерел карта, тоа за оние кои не знаат е железнички билет со кој што можеш да патуваш неограничено низ Европа. Јас потекнувам од железничка фамилија, така да. Во определен период, јас имав таква карта за 30 дена, еден месец, нешто така. И патував низ Европа некој, како што кажав, еден месец и постојано различни градови, различни држави. И така едно интересно искуство беше тоа, во кое што постојано гледаш некои нови култури, архитектури, луѓето се различни на секое место, различно доживување. И убави места наистина се посетува, меѓутоа исто така видов дека и Западот не е до толку совршен како што е идеализиран тука, да речеме. Има секако убави места, меѓутоа си има и свој фалинки, што се вика, како и секое друго место впрочем. И како што се враќав кон истокот, некако све почна да наликува, постепено да наликува на оној менталитет кој што си го имаме тука. Можам да речам дека со тек на време почни да ми фали малку тоа. И памтам кога се вратив во Скопје, татко ми мислам ме собра од железничка станица и ме носеше до дома и некако Скопје ми се виде, не знам, како најубавиот град кој што сум го посетил, онака зеленило од сите страни, па тие мириси на градот, на расцветани, мислам, зборам за убавите мириси, не оне што од загадување, ама мириси на расцветани дрвја, на, не знам, пекари бурек што печат, скари, тоа сите тие нешто што не си го приметувал пред тоа се сите оние преплетени мириси кои што го создаваат онака мирисот на градот. И некако ми се појави во глава она изрека дома си е дома. Некако ми се виде многу убаво што сум си назад дома. И мислам дека во тој момент ми се роди желба да се истража малку повеќе и нашата земја, бидејќи се чувствував дека недоволно ја познавам Македонија, дека има многу места што треба да се истражат.
и се пуштив од тогаш на почести патувања низ Македонија. Дали се сеќаваш кое беше првото такво патување? Па не можам да се сетам кое било првото патување. Меѓутоа, веројатно сум бил во некое од тие помали селца. Многу ме привлекуваат тие поднапуштени села кај што останале само мал дел на луѓе. За жал Македонија има многу села кои се Многу напуштени. села, да. Кажи ми, искуството на патувањето на некој начин, сега ме враќаш во муабетот кога почна да кажуваш, јас потекнувам исто од железничка фамилија и имавме и покрај таа една годишна која е бесплатна, други патувања кои се плаќаа само 10%. Јас на таков начин ја научив бивша Југославија, бидејќи тоа го правев како што ти сега со Македонија, но Македонија на некој начин е нешто што многу ме радува кога ќе видам дека луѓето сака да ја испитуваат, да ја посетат, да откријат нови места кои не ги знаат. Ја и ден денеска тоа го правам, бидејќи Македонија нема буквално камче кај што нема некоја своја приказна. Кажи ми, кое место до сега ти оставило најинтересен впечаток? Интересно е дека од местата каде и да одам, да речам, повеќе пати, секогаш го доживувам на различен начин и тоа е, мислам, убавината. Посетуваш некое место и повеќе пати? Па сум посетил, да. Например, не знам, како летна дестинација многу сакам Кожух да одам. Уживам секогаш таму, не знам, Длабок дол, тие Сифулајка места, па водопади во околина Беласица, Шарпланина. Секаде си има некоја своја убавина која што треба да се искуси. И тоа што рече, исто така почнав и низ Македонија на почетокот да патувам со возови. Така мислам дека почна, сега добро ме потсети. Сега во последно време не толку со возови, мислам дека и самите возови веќе тоа ќе речев дека веќе и тоа што малку функционираше, веќе ни тоа не функционира, гледам дека постојано и се укинуваат некои железнички линии, што е за жал една реалност кај нас. Да не кажеме дека железницата прва почнала низ Македонија, дошла е до Скопје од Солун 1876, ако не се лажам. И ние тоа никогаш не знаеме да го направиме како некоја приказна. Јас пак ќе се вратам на туризмот. Мислам дека едноставно нема место или нема приказна која не можеш да ја претвориш во некоја туристичка тура. Кажи ми, дали одиш сам или по некој пат имаш и дружба? Јас имам најчесто придружба и убаво е кога имаш, одам некојаш и сам, ама убаво е кога имаш луѓе кои што се интересираат за истото, бидејќи е многу важно и тие луѓе истото да го сакаат, бидејќи реално ова што јас го правам е некој вид на алтернативен туризам и не е за секого, можам да речам. Еднодневна или некој пат и повеќе? Па некој пат и повеќе дневна. Ама најчесто, сега зависи колку време имам слободно, најчесто се еднодневни. Значи од рано наутро до дека не се стемни. Во текот на цела година или Па, дали прашањето ми е дали имаш искуство, да речеме, во зимно време, во дождови? Па имам искуства, да, и во зимно време. Меѓутоа најубаво ми е кога е пролет, за зеленето и меѓутоа си патувам и во текот на зимата секако. И таму си има своја убавина и тоа си е секако еден начин како да доживееш едно место на различен начин. На различни начини. Сега е време кога може лесно со мобилен да се сними, да се направи околу тоа. Дали нешто повеќе правиш од посета, да речеме, после тоа јас те научив преку Facebook со своите прекрасни фотографии кои ги имаш направено, видеа исто на некој начин, нешто што можеби многу малце луѓе го прават иако одат да посетат места, презентираш нешто што треба секој да го види. Дали си размислувал на таа тема, да речеме, да повеќе се занимаваш околу тоа да направиш некоја презентација, видеоматеријали, фотографии, во издание или нешто што Јас всушност и така ми почна,
си испоив некако моите пасии, бидејќи ете реков и се занимавам и со фотографија и со видео. И пасијата кон патувањето ја споив со фотографија и видео и решив така некако се роди тој мој Инстаграм профил и каде што ги објавувам овие содржини. Секако дека имам плани за некои поголеми работи во однос на тоа. Секако си се подновувам со тек на време и со фото и видео опрема, па и тоа е малце проблем во патувањето, бидејќи ранецот се поеќе ми тежи. Порано си носев така ранче со сендвиче, со водичка, сега веќе ми е апарат, статив, па дрон и од страна водата ќе ја ставиш и некако и тоа е веќе проблем за грбот. Секако дека на некој начин тоа што го доживуваш и што после тоа имаш можност да го прикажеш е нешто што е незаменливо во секој случај. Начинот на кој го доживуваш тоа можеби е нешто што можеш да ни го раскажеш и да намамиш луѓе да идат низ Македонија. Да, јас исто така и бидејќи со пишување си се занимавам, се обидувам да напишам и некои патеписи под самите објави и она што го забележувам е дека луѓето не знаат какви се работи се кријат во нашата земја. Па и самиот јас, почнувајќи од себе си, денес ми велат луѓе дека ти ги знаеш сите ќошија на Македонија. Јас не се осеќам дека знам ни мал дел од Македонија, биќе постојано дознам за нови места кои што не сум ни чул дека постојат. А и самиот кога патувам, секогаш откривам нешто ново. Значи, непресушен извор на убавини има во Македонија и постојано добивам пораки како се стигнал до место, дали ова кај нас. Не сум знаел дека ова го има кај нас и слични пораки и на некој начин ме радува што можам да ги пренесам овие места и да ги прикажам пред оние кои што следат. Како те доживуваат луѓето кои во места така и што ги посетуваш? Луѓето кои што живеат таму, така? Да. Тоа е многу интересно, бидејќи мислам дека по тоа сме уникатни можеби во Македонија, дека и пошироко. Да, не сакам да кажам луѓето во Македонија дека се многу гостопримливи и топли, нешто што го нема, мислам, по западот или пошироко. Секогаш каде и да одам, луѓето со отворени раце те повикуваат да им дојдеш на гости, на чајче, на домашен сок. И не верувам искрено дека тоа го има некаде на друго место, да луѓе да видат некој непознат, да го поканат во својот дом, да им го покажат домот, да ги нагостат, па и да им понудат кажат информација како информација да им понудат дури и да преспијат кај нив. И мислам дека барем кога сум зборувал со луѓе од странство, они се зачудени како имаат доверба како прво во некој непознат. Не се навикнати на таков начин прием. Не се навикнати. И на почетокот морам да кажам дека така малку кога почнав да патувам не секогаш прифаќав да седнам кај луѓето од причина што ми беше како сега да не им одземам време на луѓето, нешто незгодно. Да не им реметиш мир. После сватив дека уствари нив им е потребно тоа, убаво им е, значи сака да комуницираат. Даваш чест, да, и мене исто така ми е убаво, едноставно си дознаваш нови работи и за нивното село, и за околината, можеби ќе дознаеш и работи и места кои што само они ги знаат како локалци таму. Не ги знаеш ни дека постојат наједноставно. Да, и едноставно убаво, секогаш има убав разговор со тие луѓе, па ќе ти раскажат за нивниот живот, за внуците нивни. И секогаш е тоа интересно, убаво да си направиш таков муавет и јас уживам во тие разговори. Предпоставувам запишуваш од сето тоа и можеби еден ден тоа ќе биде убав патепис на низ Македонија, бидејќи навистина имаме малци информации околу тоа што имаме и колку сме богати со сето тоа, а да не кажам дека нема посветени емисии на медиумите кои тоа би требало да го прават. Искуството со тие патувања
и пренесувањето низ социјалните медиуми, претпоставувам дека и самиот кажа дека те контактираат за да прашаат каде се наоѓа местото, како се стига до таму. Дали се јавил некој од туристички агенции за да те праша да едноставно соработуваш со нив на некој начин, да бидејќи ја познаваш, можеме да кажеме поголем дел од Македонија, бидејќи си ја поминал, дека едноставно им треба таков соработник за можност на странци да им се покаже тоа? Ретко се случува неколку пати да соработувам со некои туристички агенции, правеле некои тури. Претежно тоа беше во текот на која беше корона пандемијата, кога и беа, претпоставам, фокусирани кон домашниот туризам, барем за тој краток период. Имавме некои кратки соработки, правевме некои тури низ Македонија, каде што пак преку моите социјални мрежи ги представував овие места. Впрочем, нешто слично налик на она што си го правам јас, но во нивна организација. Меѓутоа, мислам дека може многу повеќе. Барем од туристичките агенции некако да се насочат повеќе кон домашниот туризам. Да, бидејќи јас лично не само што добивам пораки од луѓе од Македонија, често ме контактираат и луѓе од странство. Сакам да ми биде тоа. Сум добил пораки. Ета, сега неодамна се случи еден човек од Германија ми пиша ќе доаѓа во Македонија и ми прати мапа каде се сака да отиде. И отворив мапата и си реков сега нешто Охрид, Скопје ќе има. Тој изгледа го разгледал мојот профил и ги обележал местата кои што јас ги објавам, што не се ни познати. Имаше некои села кај што ни од земјава не знаат дека постои селото. И баш ми изненади тоа дека ги обележал тие места и мислам дека и на повеќето тие места и дојде после ми пиша дека ги посетил. Да, бил. Има и други луѓе исто така што биле така, кои што се заљубиле во Македонија и едноставно доаѓаат. Но како што кажа, нема многу понуди од туристичките агенции за барем се јас не сум директно врзан со агенциите, можеби има, не знам, вие веројатно подобро знаете. За жал нема. Јас не сум забележал премногу кои што носат странцијата низ Македонија. За жал нема. Јас имам една пријателка која има агенција која доста носи американци, да речеме, по планиниве, да уживаат и да ги доживеат бачивата можност на јадење во планина и на таков начин, и тоа успешно го прави. Тоа се помали групи поединци, да речеме, или до 5-6 души. Она што зборувајќи сега ме асоцира тоа е дека можеби има една добра професија, јас сум дел од таа и многу си ја сакам, тоа е туристички водич. Но во кој имаш можност да тоа на некој начин и го наплатиш, бидејќи ќе ги водиш луѓето да одат на места, така и што пак е тоа во соработка со некоја од агенциите, меѓутоа желбата да на таков начин едноставно одбереш дел да ти биде професија, дали ти е интересно? Желбата за туристички водич. Па не знам, не сум размислил искрено. Познавајќи ги голем дел од Македонија и можностите да со некоја агенција се соработува на таа тема, мислам дека е можеби некогаш во иднина, сметам дека уште сакам да се истражам уште повеќе Македонија, па можеби во иднина не се знае. Не пречи тоа Како што зборевме и пред емисијата, никогаш не е доцна за нови работи, така што не се знае. Кажи ми дали одиш кога одбираш некое место да го видиш, имаш некои претходни информации или некој пат одиш и на слепо? Зависи. Значи некогаш се случува да одам да видам некоја фотографија или по некоја препорака, но многу често и тие што ми се омилени патувања се кога одам сосема случајно. Значи ќе отворам картата, ќе отидам некаде каде што ќе одберам некој место по случајен избор кој што не ни знам што крие едноставно и одам таму и истражувам.
Одиш со некои претходни информации за... Па не, тоа викам, без никакви информации, едноставно без очекувања. И мислам дека тие патувања се најубави, бидејќи секојаш добиваш нешто над очекувањата, што бидејќи немаш никакви очекувања. Секогаш, значи, се откриваат некои убавини и тоа секогаш ме зачудува што каде и да одам има нешто што е вредно да се види. Што не го знаеш, а вредно е да се види и на некој начин остава впечаток. Но исто така има и некои работи кои што едноставно не се... Ете, има и негативна страна на некои работи кои што, еве, например, неодамна открив во село Војница. Тоа е близу Велешко, шетавме таму и видовме на градба како налик на училиште напуштено. И јас инаку така ме интересираат такви поднапуштени објекти, секогаш ми били интересни, привлечни. И гледав низ прозорчето дзирка слика од Тито, стара. Јас го имам тоа доживување во Поречкиот регион. Се погоди на фотографии. Во Поречкиот регион го имам доживеано. Го има на многу места, да. И влеговме во училиштето, прво имаше првата просторија, значи останато беше се стара табла, па не знам, глобуси, карти на Југославија, на светот. Па во друга просторија имаше слики од Тито, од Ленин, од не знам што се таму останато. И последната просторија беше музеј. Таа просторија беше малку позачувана на Коле Неделковски. И сватив дека целата куќа е всушност спомен куќа на Коле Неделковски. Таму имаше некои ретки дела, не знам, фотографии, песни, имаше некој во зградата или не? Не, во зградата беше, тоа сакав да кажам, дека останав шокиран што вратата се држеше само на една мала жичка, значи буквално од ветер можеше да се отвори. Просториите беа во фаза на распаѓање. Единствено таа просторија кај што е музејскиот дел малце беше подзачувано, но не можев да верувам дека какви се културни наследства имаме и споменици на... Оставени сами на себе. Оставени без никаква грижа. Јас потоа ги фотографирав тие места, ги објавив, имаше некои реакции, дури некои портали има објавено, имаше и реакција до Министерство, но никаков одговор таму не добиле. И така се надевам дека ќе има слух за такви работи, бидејќи знам дека има и други такви места кои што се оставени на заборав и се надевам дека ќе останат сочувани. Да, затоа што не се грижиме за нашата историја. Ја сега обработувам тематика културно наследство, кое е евидентирано и многу такви објекти, како што ти кажуваш, едноставно се оставени сами на себе. Да. Иако се ставени под заштита на државата. Па после се чудиме зошто соседите пробуваат да ни пригреват се, а оствари затоа што ние самите не се грижиме за својата историја и култура. Дефинитивно. Сум дека се потекнува од нас, доколку ние имаме доволно грижа за нашето културно наследство, веројатно многу други многу поразлично ќе бидат работите. Дефинитивно, не само да е сочувано, него едноставно да е достапно за секого и да таму има човек кој може да ти го каже тоа што е вредно и што на некој начин ќе те насочи да добиеш некои сознанија кои не си ги имал. Кажи ми како кое место може би ти оставило најубав впечаток од овие што си ги посетил? Може би е малце... Да, тешко е прашањето. Еднаш исто ме прашала слично прашање и почнав да набројувам и сватив дека ќе ги набројам сите, ако не застанам со... Дека у суштина сите ти се интересни и значајни. Да, секаде има некоја посебна убавина. Зависи. Некогаш ако сакам да посетам природни убавини, како што спомнав Кожув, не знам, Шарпланина, Лешница, некогаш сакам едноставно стари куќи, да си поразговарам со луѓето кои останале живеат во селата, па може во Мариговско ќе прошетам, таму има еден куп села кои што се... Кањон прекрасен. Како? И кањон прекрасен.
Дали си, јас едно време бев председател на спелошко друштво, на федерацијата. Кажи ми дали си посетил некој од пештерите низ Македонија. Ние имаме преку 500 кои се достапни, кои едноставно може да бидат интересни за јавноста и исто многу малце се знае за нив. Да, многу малце се знае, има убави пештери кои што не се толку познати, не се ни лесно достапни многу од нив. Во глобалот не се лесно достапни. Да. Сум посетил повеќе пештери. Сега да се сетам само добро, Пеш највеќе, можеби така од попознатите пештери, голема пештера. Интересна е во секој случај. Интересна е, кај Бислимска клисура има доста пештери кои што се интересни за да се видат. Кај Бабуна си бил? Кај Бабуна, кај Пешти? Да, сум бил одамна. Кај Бабуна, сега ми дојде пештера која што сакав да кажам, ми отиде мислата. Ке се сетам. Може би, пак ќе кажам, местата се прекрасни, се бара да малце бидат приспособени за посета на луѓето и да има човек кој таму ќе те упати. Еве да кажеме, Пешти се нешто неверојатно убаво. Јас неколку пати сум била и мислам дека уште 100 пати да отидам ке до нешто ново дознам или некој дел нов ќе видам. Таму има луѓе кои се посветени на тоа, уживаат да бидат. Меѓутоа, еве, повикав да ми бидат соговорници, едноставно не беа заинтересирани. Муабетот ми е дека имаме, дека не знаеме да го искористиме, не знаеме да го стопанисуваме. Да. Има потенцијал за пештерски туризам. Муабетот ми беше пештерски, истото е и со водопадите, истото е со реките, истото е со кањоните. Имаме прекрасни кањони. Еве, Мариовскиот крај, Штип, околината, таму има прекрасен кањон кој. Таму пештера кај Рашче, сакав да ја кажам. Рашче, како се игаше пештерата, сега ми отиде. Долна Дука, Конеса. Има навистина, има многу места. Убава и длабока, мислам, многу е длабока. Има многу места кои едноставно треба да се посетат, треба да се евидентираат и пак ќе кажам, не знаеме да го искористиме тоа во однос на доволно е да има човек кој ќе те упати да повеќе околу тоа, знаеш, со тоа твојата посета, зборам твојата или мојата или било чија, не е само доаѓање да го видиш, ќе седнеш негде да јадеш. Она што исто многу ми е често тематика, дека нема место кое нема свој специјалитет. Ние имаме природна храна, имаме прекрасни можности да тоа се направи и да едноставно се покаже и да секој може да вкуси нешто што нема можност на друго место да го. Па јас мислам дека не постои странец кој што дошол тука и не искоментирал за храната колку е превкусна. Да, тоа е една од сите што знаеме некој странец што дошол тука, веројатно тоа е првото што го кажа. Тоа е една од работите со која одат задоволни и работите кои не ги доживуваат како што треба или што не ги прикажуваме како што треба, едноставно ги занемаруваат во однос на тоа. Имам колеги од Америка кои што беа тука на службен пат. Меѓутоа тоа се луѓе кои што не многу патувале надвор од нивната држава и прв пат им беше воопшто во Европа да дојдат. И кога беа прво во Македонија дојдоа и тоа што уште го зборат е за храната. Значи сега ми пишува колегата, ми вика не можам уште да се навикнам на американскава храна, да се вратам назад. Вика се ми има вкусна пластика на хемија, вика кај вас се најадов со превкусна храна. Тогаш не може да веруваат што јадат. Сега, бидејќи тоа исто така му е некоја пасија готвење, постојано си бара рецепти, нешто македонско да си изготви. Сега ми пишуваше толумби дека направил. Така што, ете, му останало храната како многу убав спомен од Македонија. Јас имав едно прекрасно искуство додека работев во Експлори Македонија, тоа е портал кој USAID го финансираше да се
прикаже Македонија и да има можност да направиш резервации. За жал тоа не успеа така да функционира. Меѓутоа ни дадоа можност да дојде екипа на Јаху која во рок од 5 дена ја посетуваше Македонија. Првично дојдоа тројца кои едноставно како задача дека им беше тоа, не очекуваа од тоа што им пишавме дека ќе го доживеат, беа скептични. Како се деновите поминува, така доаѓаа луѓе. Последниот ден, ја мислам дека имавме некои 5 или 7 екипи од по 2-3 и дека во меѓу нив имаше, ја тоа постојано го кажувам, луѓе пратени од Бил Гейтс, неговата фирма. Одушевувањето на она што имаа можност да го видат и да го прикажат, бидејќи секој ден беше една тема и ја прикажувавме, е нешто што е неописиво и доживеа преку 500.000 посетители на страницата која да. Меѓутоа ние таа можност не успеавме да ја искористиме за промоција на Македонија. Дали ние немаме осет или ние немаме чувство дека едноставно оваа држава има се што може да се понуди и дека тоа треба да се презентира и да им се покаже на другите луѓе или едноставно не знам, не го сваќам тој. Преокупирани мислам дека сме со погрешни работи во земјава. Мислам дека тоа е голем проблем. Не се мисли на туризмот, повеќе се мисли на личен профит, на политика. И мислам дека не само туризмот, многу гранки дефинитивно не функционираат поради тоа. Така што може да се дискутира веројатно до утре за овие проблематики. А од друга страна туризмот е нешто што може да профитира секој. Како не? И тој што ве вози, и тој што ве води, и тој што готви јадење, и тој што фотографира, па едноставно ќе ви, и тој што објавува книги, апсолутно сите имаат можности. Агенција која тоа организирано го прави, и тоа е можноста и тоа е развојот на туризмот во Македонија. Секако. Така. И за секого има работа и за секого има можност да тоа го направи. Зошто тоа ние не успеавме да го... Еве има многу факултети, мене ми е тематиката многу таа интересна и сакам да викнам некои од студентите на туризам, студираат, не се наоѓаат себе си после тоа од кој ќе ги завршат студиите, дека туризмот е нешто што вложиле 4 години за да научат и едноставно да после тоа функционира. Јас сум имала можност и да предавам на неколку од нив. Не го доживуваат туризмот и Македонија не ја доживуваат како нешто од што може да се профитира. А тоа е основната работа на крај. Така е. Не знам стварно сега во туризмот, не сум, како што кажав, директно инволвиран, ама претпоставувам дека треба некој кој што е наистина влюбеник во тоа што го работи, да се ангажира можеби малку повеќе и можеби со малку повеќе пот и да успее во тоа. Бидејќи ако нешто нема, како што збориме за искористување на потенцијалот во Македонија, веројатно треба да го има и ако го има, можеби ќе функционира доколку се работи како што треба да се работи. Да се вратиме на твојата тематика. Кое ти е место или размислување за следната посета? Моментално немам некој план, ама веројатно ќе биде пак по таа моја стратегија да одам на некое сосема случајно место. Така што веројатно ќе објавам на моите социјални мрежи кога ќе има нешто ново. Сега за сега се уште не знам. Со тоа што веројатно овој викенд ми е испланиран дека ќе одам веројатно до Охрид, па од Охрид веројатно ќе има некоја дестинација во близина во тој предел, на Македонија, да. Дали градовите ги посетуваш често или? Па да, попратно и градовите ги посетувам. Ги имам посетено до сега сите градови и... Дали ја осеќаш нивната функција, функционирањето на градот? Веројатно некое дружење со луѓето таму ти остава впечаток како тој град живее и што у суштина тој нуди.
Па да, има секој град си функционира некако различно и си има своја убавина. Мене многу ми се допаѓаат тие помали градчиња. Не знам, например, кога бев во Македонска каменица, многу ми беше убаво. Не знам. Мирно некако место. Така некако, мислам, јас и Скопје си го сакам, ама кога патувам, си барам некој мир, некое прибежиште, да се изолирам малку од тој градски метеж, од таа галама која што го нуди градот. Така што веројатно и затоа си барам некои помали места и си правам некоја детоксикација, не само селата исто како ги посетуваш, со некоја намера да отидеш конкретно на некое село да го види, бидејќи многу, рековме, села едноставно не живеат или имаат по 2-3 за жал кои се таму. Дали ти се тие целна група или едноставно ти е тоа нешто што ти е попатно? Не, до селата многу често одам со намера. И исто, и до селата одам така некогаш по случаен избор и има што да се види во самите села. Тоа што исто така тажно ете што има многу напуштени куќи и што седат така како еден прекрасни се, мене секогаш кога ќе видам некоја таква стара градба, стара куќа ми го привлекува окото и како еден времеплов ми се тие, бидејќи некои од нив се седат со отворени врати, а внатре се е останато, цела покупнина, фотографии од луѓето кои што живееле таму, не знам, лични документи, се можеш да видиш во тие куќи. И тажно е што седат така, веројатно, сега не знам помладите, оние кои што, бидејќи многу од тие луѓе веќе и се починати од старите, но помладите не знам дали имаат желба да се вратат и да обноват. Сега сум приметил некој тренд во некои од помалите села, млади луѓе си ги обновуваат куќите и си прават место каде што веројатно ги посетуваат за викенди, викендички градат и меѓутоа сум јас сум поборник да се сочува тоа што е старо. Тоа сакам да кажам, приметувам дека не се сочува старата архитектура, например. Некако духот на селата, барем јас како ги доживувам, со тие нови градби, целосно се променува. Се менува историјата, се менува изгледот, се менува приказната која веќе ја доживуваш. Јас имав искуство со село Девич, тоа е кај Македонски Брод. Менаџирав еден ранч на наши македонци кои дојдоа од Данска. Го доживеавме тоа, многу често го спомнувам. Успеа да се разработи многу убаво, бидејќи доаѓа, да речеме, сабота, недела, луѓето го живеа тој селски живот, можеа тие во почетокот имаа ноеви, да пробаат кајгана од ноеви, да видат странците како се молзе и како се прави сирење, како се прави јогурт, да јадат храна која во селото е спремена од некои бабички кои своевремено рецептот си го чуваат се уште и да тоа го видат како се подготвува и тоа функционираше страшно добро. Меѓутоа замре од можеби завист или не знам како да кажам, на селата, селото е доста напуштено. Почна кога видоа дека тоа функционира, да ги интересира дел од нив да се враќаат, меѓутоа не успеа, сепак треба да се вложиш во сето тоа. Не можеш да дојдеш ти за викенди да очекуваш да ти дојде некој странец или некој. И едноставно таа завис која се јави во тоа направи да престане да тоа функционира онака како треба. По мене тоа треба државата да интервенира, да има можност да вложува во селата кои треба да се заживуваат, да има генерален план кој кажува дека таа куќа не смее да се руши, него треба да се сочува како таква од надвора внатре може да ја приспособиш за некој нормално живење. Така е, државата е и главен виновник зашто се селата напуштени. Едноставно, да го земеме примерот, секогаш ја збориме Словенија, ама е добар пример бидејќи е слична држава на наш во смисла на површина на население, а селата им живеат таму. Затоа што државата, предпоставувам дека се грижи за селата и им дава добри услови на селаните да си останат таму и да живеат од тоа што го работат таму.
за разлика од тука, прво да земеме инфраструктура нема до селата, немаат Најголем дел нема. да, нема пат до самото село. Нема вода, нема струја, нема Тоа исто канализација, да не зборувам. Значи има еден куп работи кои што недостасуваат и самите луѓе веќе не им се исплаќа да го работат тоа што го работат, иако имаме толку плодна почва тука што скоро се може да успее и може Секако. едноставно да бевме паметни како држава и тоа да го користиме како за развој на економија, многу ќе бевме поразвиена држава, барем мој размислување. За да се сочува сето тоа многу треба да имаш осет. Еве една Србија, да речеме, има 5 типа на куќи кои смеат доколку сакате да ја реновирате, да се тој тип на куќа да се сочува и да се гради само таа. Кај нас никој не води сметка околу тоа. Ние за жал при крај сме со разговоров, тој времево поминува многу брзо, а имаме уште многу што да кажеме. Морам да ти се заблагодарам што дојде, да ти посакам да уште многу места кои не ги знаеш во Македонија ги видиш и на крај да те прашам можеби нешто што ја не сум те прашала или не дошло на муабет да го кажеш. Па, има веројатно многу за разговори. Може ќе направиме уште некоја емисија во иднина, па Јас се надевам и дека ќе соработуваме, дека едноставно твоите посети нема да завршат само онака, него дека еве ќе направиме некој договор да телевизијава дел од твоите патеписи, да не ги кажеме, едноставно се направат репортажи кои ќе бидат емитувани. Со најдраго срце би сакала да се случи. убаво е да видат луѓето што се имаме тука и би ми било драго. Дали имаш понуди од некој од студијата, да кажеме, низ телевизија, да тоа соработуваат со тебе? Па не сум имал некои понуди. Се надевам дека ќе бидеме први и единствени. Не сум имал, меѓутоа, сега веќе и со социјалните мрежи се доста мокни, можам да речам. Така што допираат моите фотографии и видеа до луѓето. Мене првичната идеја ми беше јас да си уживам, да си патувам и мислам дека кога се прави тоа со љубов, веројатно и затоа допира до луѓето. Па не само тоа, него се пренесува таа приказна и желба да едноставно и некој друг тоа истото го направи. Па тоа сакав да кажам, јас си го правам првично тоа за себе, да си едноставно да се опуштам на некој начин, да се релаксирам, си ги спојувам тие мои пасии кон фотографијата, кон видеото, го објавувам тоа, си монтирам видеа, така што ако успеам со тоа некого да мотивирам и да му ја пронедам можеби неговата љубов за патување, мене навистина би ми било драго и доколку некој има било какво прашање, ако можам да му помогнам, исто така би ми било драго. Доколку ме контактира, да, немам никаков проблем. Така што, ете. И јас се надевам дека едноставно и овој разговор ќе допринесе до тоа да имаш уште повеќе луѓе кои ќе бидат заинтересирани да стапат у контакт со тебе и едноставно ја посетат Македонија. Македонија го заслужува тоа, Македонија има што да понуди и Македонија е нешто што на некој начин треба да сме горди со сето тоа што го имаме и што имаме можност да го покажеме и на другите. Апсолутно. Уште еднаш ти благодарам и едноставно се надевам дека ќе имаме можност за соработка и да се видиме и друг пат. Благодарам и вас.